Договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство и инвестицијскиот циклус од 6 милиарди евра може да има значаен економски импулс, оценуваат дел од економските експерти во земјава. Благица Петрески од Finance Think за Канал 5, како позитивна е оцени намената на овие средства за инфраструктурни проекти и капитални инвестиции, кои вели ќе влијаат на вкупната конкурентност и ќе имаат мултипликативен ефект, но важно е според неа и на кој начин ќе бидат обезбедени средствата, затоа што тоа може да влијае и врз јавниот долг. Иако се уште нема целосни детали, ако станува збор за механизам што не представува класично задолжување во услови кога фискалниот простор е ограничен, таков пристап би значил дополнителни инвестиции без дополнително фискално оптоварување. Меѓутоа, доколку ова представува форма на задолжување, во тој случај многу е јасно какви ќе бидат ефектите од партнерството, зависи од јасноста и содржината на договорот. Премиерот вчера не откри под кои услови средствата ќе стигнат во земјава, рече само дека контурите се исцртани, но не се финиширани, уверувајќи дека ќе бидат најдобри услови досега и посочи дека очекува раст на БДП, опаѓање на јавниот долг. Вице-премиерот пак Николовски во телевизиско гостување рече дека станува збор за договор влада со влада, а во еден од членовите според него било посочено дека владата на Обединетото кралство преку свој механизам кој се вика надворешно финансирање и става на Македонија на располагање лимит од 5 милиарди фунти. Според Петрески, какви ќе бидат ефектите од овој договор многу ќе зависи од институционалните капацитети. Вели досегашното искуство покажува дека брза и ефикасна реализација и транспарентни процедури се слабост на нашите институции и додава дека реализацијата на капиталните расходи речиси секоја година е подпроектираната. Од тука во рамки на ова стратешко партнерство очекувам да има влезни механизми кои што ќе направат потенцијално заобиколување или адресирање на овие проблеми и зависно од тоа како ќе бидат овие аспекти разрешени, може да имаме различен степен на ефекти. Со средствата од Британија земјава планира да ги гради брзата пруга од Табановце до Гевгелија, да се заврши проектот за клиничката болница Штип заедно со зградата за новиот медицински факултет, болницата во Кичево и онаа во Тетово, а во иднина според најавите ќе се инвестира и во енергетиката.